10. avgust 1903. godina.
нападнаат турци од село Другово. Што? Што си намисли да правиш? Како ми се старо, Остави ја секирата. да ги пуштам да ме тепат. Остави ја секирата! Не, мама, мичето нивно. Орце! Ордане, синко! Što je? Ele, kakov si? Što станало, синко? Допрва ќе стане. Čekaj! Чекај! Čekaj jo! Го нападнале некој турчина од село Другово. Nemoj da ni gi tovariš na glava. Ke ne ispustiš, sinko. Ќе не испустиш, Јордане. Го научи занајатот. Утре да знаеш на печалба ќе одиш. Јас на печалба. Да се заборава. Vodička da donesem da te zamijem malo. Lili. Синко, големи се овие наши маки. Туку белки и на ова ќе и дојде крајот. Со глава зит не се турка, синко. Ne se turka, sinko. Ne se turka, daj. Ај, Daj. Ajde, sinko. Ajde, izmeđi krvojte. така. E, tak. Ne. Ne vađaj je neko, neka stoji troje. Da ti oblagnat ranite. Паметот ти е кој е Јордан Перката. Јордане! Orce! Синко! Јордане, чекај! Ordane! Јордане! Јордане! Не им се плашам, мамичето нивно. Уште со првата група со селани печалбари, Јордан заминува за Софија. Таму работи кај фурнаџијата Дамјанов, каде што ги сретнува своите идни и најверни другари Дуко Тасев и Андрија Петков Расолковски. По честите средби со двајцата, Јордан се договора да се вратат во родниот крај и да се борат против османлиските наследства. Така во 1897 година Јордан Пиперката пристигнува во Кичевско, каде што ја формира и првата организациона чета. Sabahtan bekleyin be. Akşam oldu be. Akşam.
Ey anasını be. Be akşam git. Ne var ne yok? Ha? Жито, efendim. Jito. Bir çuval malku. Sabahtan burada akşam. Bak akşam mı? Be köpekler burada. Sabah, akşam. Hadi Muri Gavurko. Hadi sen git yukarıda. Hadi ti odam gore tamo. Hadi. Malku. Kažem ja malku. Što baram ja Sabahtan zgore, efendi? Ne? Efendi, što baram ja zgore? Muharrembek kažem tebe što baram gore. Hadi, odi. Gidi. Bak. Sus burada. Az. 2 çuval. Sen 2, bu 2. Ha yok 1 çuval. Sus anasını. Dobrodošla, Nikolice. Dal ti Bog dobro, Begu. Da ti se mnogo godini. Сум те викал. Сакам нешто да те прашам. Само право ќе ми кажеш. Što možem jas, siromaška žena? Сиромашка, а десетокот не си го платила? Desetokot go plati Begu. Dadov pčenka, afion, pčenica dadov Begu. Да. Не си дал. Само друг пат за тоа. Јас не сакам да ти ги продадам ни куќата, ни нивите. А ти не сакаш да висиш на мостот на Веселка, нели? Сакам Мара да ми ја даде за жена. Kuće etno. Што рече? Dete, to ne si godavam. Za ova te čuje valijeta u bitola. Крвта ќе ти ја испијам. Yavaş be, yavaş. Muharrem Bey, biri getirdi bir çuval buğday. O biri getirdi bir çuval çavdar. Таков ти е, Муаренбек. Е оттепал жената за ништо. Јордане, зашто не го тепам? Со тоа не решаваме ништо, Никола. Ќе дојдат и многу други. Таква акција може да предизвика голема ѓурултија. Јордане, ако сега му простиме, тој ќе продолжи да го прави истото по навика. Да тоа туче само куршум. Јас реков не. Утре Муаренбек доаѓа да го собира десетокот од село Малковец. Може да му се случи нешто по пат. Може, брат. Само кој да го остели тоа. Што велиш, ќе дојде, ќе
ќе зема, ќе граба, ќе тепа, ќе земе што му душа сака и ќе си оди. А ние можеме да се одиме на топла ракија. Колку умина има со него? Само двајца. И сега? Да го видиме сега Муарен бек. Гарсија, ти не ќе кој јаваш Муарен бек. Ама не видни, каватли дили, ама не видни, бе каватли дили, ма бен измише јапану фална, ја ламна не видни, јапма бен измише јапану фална, ја ламна. По убиството на Муарен бек, Јордан Пиперката се враќа во Софија и таму останува се до 1900 година. По консултациите со задграничното представништво на Македонската револуционерна организација, Јордан започнува да прибира борци за враќање во Македонија. Така под раководство на Петар Ацев, во јули 1900 година од Софија за Македонија тргнува првата чета. Каде сте тргнале? Каде сме тргнале? Маки, Ристосој војводо. Од Охридско сме. Аскерот с Бесна. Не е време Евангелија да се пее, оче Попе. Току пушката треба да запее. Земи си пушка, а Евангелието стави си го в торба. Со Евангелие Турчин не се брка. Гледаш и самиот. Аскерот селото ви го запалил. Вас ви истерал. Е, ние овде во Демир Хисарско не даваме ни едно село да изгори. Имате ли храна, Попе? Имаме троа, колку за детево и за жените. Никола, дај од лего. Земете и поделете го, ајде. Сполајте, војводо. Сполајте. Здрав и жив да си. Уđe, ајде, одиме.
Ovime, ajde. Suočeni su teškata položba, jedinstven izlez od sustojpata je organiziranje i vooružuvanje na naselenijetu. Така што на Конгресот во Солун во јануари 1903 година е заклучено во окрузите да се одржат конгреси и подетално да се разгледаат условите за востание. Окружниот комитет во Битола решава Конгресот да се одржи во село Смилево, каде што е донесена одлука за кревање на востание во Македонија. За време на Илинденското востание Јордан Пиперката зема активно учество во Демирхисарскиот реон. Војводо! Војводо! Со кој е добро, Јоване? Не е добро, војводо. Кажувај што се случило. Бахтијар Паша го запали цер. Цер? Бахтияр Паша! Бахтияр Паша! Бахтияр Паша! Јас се гордеев со тоа село. За него ми завидуваш и началството во Битола. Не само што го запали, туку и Кажувај. убив, обесчествува, а и храната е одвличка. Мамичето негова. Колку куќи запали? Цело село, војводо. Останаа 20. Што чекаме? Морам да им се одмаздам. Па макар и жив да не се вратам. Десети август 1903 година. Ова е крајот на животната сторија на еден херој, кој целиот свој живот и го посветил на желбата да го чува, заштитува и да го ослободи својот покорен и намачен народ.
Август 1903 година.